Прво сакам да ја информирам целокупната кавадарчка јавност дека Кавадарци еве трет ден се занимава со големиот проблем, а тоа е недостигот на водата, и да еве изворно информирам без да има одредени шпекулации што беше причината заради недостигот на водата. Имено во саботата, како резултат на прениските температури кои што во горниот дел беа и под минус 30 степени или минус 25 до минус 30 степени, дојде до замрзнување на воздушните вентили на водоснабдителниот систем Лукар, не само на водоснабдителниот систем Лукар, туку и на дел од Тиролскиот зафат и системот за полевање, односно за наводнување, снабдување со технолошка вода на јавното предпријатие Водостопанство Тиквеш. Од сабота, први кој што немаа вода, тоа мислам дека беше дури и во петокот, беа селото Возарци и целиот тој потек кој што оди на Кајфени. Состојбата дополнително се влошуваше со тоа што енормно ниските температури придонесоа да ова замрзнување се продлабочи и на деловите на мини централите на јавното предпријатие Комуналец, со што дојде до исфрлање од централите од употреба, како и сецкање на неквалитетната струја која што доаѓа до централите од страна на Еван. Оттаму, еве втора ден, комплетно се исклучени мини централите од употреба и целокупното водоснабдување е насочено кон градот. Дополнителни 50 литри во секунда се пуштени од новиот водоснабдителен систем и очекувам во текот на денот, односно некаде околу 17 часот во текот на денешниот ден, комплетно да се нормализира состојбата со водоснабдување на целиот град Кавадарци. Исто така, би сакал еве во оваа прилика да упатам апел до сите водокорисници. Во овој период кога имаме енормно ниски температури, тоа ќе биде и во текот на денешниот ден, да се воздржиме од непотребно пуштање на славините на чешмите во подвориштата, туку напротив да тие чешми бидат исклучени комплетно од сите вентили кои што ги имате во вашите дворови. Ова пуштање на чешмите, за да не замрзнат, придонесува за енормна потрошувачка на вода во овој зимски период, и со тоа недостиг најнапред во селата, а потоа и во делови од градот. Би сакал да ги замолам сите овие граѓани да ова не го прават, барем во текот на денешниот ден, бидејќи во текот на утрешниот ден ќе имаме веќе нормализирање на водоснабдувањето, а и очекувано и пат на зимските температури. Би сакал овој пат, за разлика од претходните, овој мој апел да биде најсериозно сватен, бидејќи во прашање го доведуваме комплетниот систем за водоснабдување. Штетите кои што јавното предпријатие ќе ги претрпи заради неработење на централите се наш проблем и мислам дека за околу тоа не треба многу да се занимаваме, меѓутоа за да постигнеме комплетно редовно водоснабдување на целиот град па и селата, мора и ние како граѓани, односно сите граѓани да бидат учесници во таа работа.